Почитувани гледачи, добро дојдовте ново издание на информативната емисија ТВ Објектив. Традиционално пред крајот на годината правиме ретроспектива на се она што е реализирано, сработено од локална самоуправа Кавадарци, градоначалникот и Советот. И ова 2024 година, традиционално како и неколкуте уназад, ликот на Кавадарци се менуваше. Урбаното живење доминира, направени се многу улици, многу километри асфалтирани, многу улици поплочени. Што се работеше ова 2024-та, ќе се обидеме да резимираме во овој ТВ Објектив. Наши ваш гостин е градоначалникот на општина Кавадарци, Митко Јанчев. Добро ни дојдовте. Добро дојдовте. Благодарам за поканата. Ние отчетно и 24-та година да завршиме со едно сумирање на реализацијата и буџетот на општина Кавадарци. Многу хартија, многу проекти, меѓутоа на терен исто така она што може со голо око да се види дека ликот на Кавадарци е веќе тотално променет. Дури и во зимскиот период се отворени улици, се работи, се асфалтира, се поставува улично осветлување, значајни проекти кои што во многу општини се уште се мисловна именка. Како сте задоволни, градоначалниче, од ова што во ова 2024 се успеа да се направи? Така, јас од реализацијата на комуналната изградба, инфраструктурните, стратешките определени на општината, значи дневно, секојдневно, будно следичи ги сите работи и професионално работечи во делот на работењето на општина Кавадарци, како што кажавте и заедно со Советот, со раководителите, со јавните предпријатија, сум задоволен од комплетната реализација на 24 година, покрај тоа што беше делумно изборна година на републичко ниво. Имавме одреден застој во делот на тендерирање и сите тие други работи, меѓутоа стигнавме се она што беше ветено и кажано да сработи. Сами знаете дека дадовме отчет за сработеното во 3 години градоначалник и совет на општина Кавадарци. 97% програмата комплетно исцрпена, направена. И она што пак ќе потенцирам, ќе кажам, беше неверно за опозицијата и за други граѓани, за против кандидатите, дека ќе се стагнира изработата во Кавадарци, дека вториот мандат ќе биде многу полош и било како. Напротив, има многу поголема реализација, многу значајни суштински проекти, а поготово и во руралните средини и приградските места во општина Кавадарци се инвестирани доста сериозни средства во капитални инвестиции. Така да сум задоволен комплетно од самата изградба. Кејот се доградува на реката Луда Мара, значаен проект, широко прифанет од граѓаните со оглед на тоа дека често рекреираат и до моклиште, а сега ќе имаат можноста и до новата болница. Докаде овој проект значи ли дека 2025 веќе и тој дел кој што се доградува ќе биде во функција? Треба февруари-март со оглед на временските прилики да биде комплетно завршен кејот од видеосмериските до новата болница. Едно комплетно урбано парче, каде што беше најнапуштено во територијата на општина Кавадарци. И имаме една пракса и практика од првиот ден на моето функционирање, па се до ден денеска, да ги работиме работите популистички, ниту политички, напротив ги взимаме суштински и инфраструктурно да се изработат од почеток до крај. Така да не работиме по 100-200 метра, него взимаме потези сериозни кај што ќе бидат од вкупно значење за самите жители и да има функционална целина целото тоа. Така беше случајот и со кејот и во Ватоша, и на Слога, и со изградбата на колекторот, и со изградбата на патеката, сега и до Марина патеката ќе се гради и сите други, значи не оставаме за наредниот период да биде популизам, него вземаме од почеток до крај да се заврши комплетно. Во Кавадарци не се работи само кога се избори, се работи во континуитет веќе и во овој втор мандат ваши на Советот. Можна значајно исто така да се напомене дека значајни сообраќајници во Кавадарци конечно се реконструирани, проширување на влезовите во градот, значи комплетно промена на ликот кога влегуваш во градот. Што се работеше во ова 24-та, Шишка е најнов пример. Така, значи покрај тоа што го спомнам дека 97% програмата е завршена, ние имаме околу 24 проекти кои се плюс од самата програма, а се инфраструктурни и доста суштински. Битно е тоа што општина Кавадарци го задржа соствениот основен буџет од 550 милиона денари,
не паднавме и покрај енергетската криза и покрај други ситуации во светот и во државата. Битно дека има реализација на буџетот на 90% и битно е дека видот или односно погледот на Кавалаци е драстично сменет. Самите влезови, улица Шишка, триленти, кружни текови, значи инфраструктурно тука сме да не речеме на највисоко ниво. Со уличното осветлување сега се осветливме до територијата кај што држи општина Кавалаци, до Јукомарец, до Марена, до Дрекстелмајер, до Моклиште. Значи комплетно осветлување, да не кажам, со километри нова инфраструктурна линија, замена на постоечките инфраструктурна линија во осветлувањето, така да сите сегменти кои што општината има обврска да ги следи и да инвестира, ние будно ги инвестираме, ги следиме и не оставаме ништо на случајност, напротив, од секоја средства заштедено ги нема да го вратиме назад на самите граѓани. Се што е направено е капитално и го вреднува и зголемува имотот на самата општина. Задоволни ли сте ако се погледне колку се километри од овие извештаи кои што се пред вас е сработено и колку тони асфалт е употребено, колку квадрати на коцка, на кабел во електрификацијата и така натаму? Ја би рекол градежна експанзија во општина Кавалаци, континуитет од 7 години и нема да застанеме. Ќе продолжиме така и верувајте дека сега јас размислувам за идни проекти, за суштински стратешки идни проекти со легитимно право за тоа што владата, знаете дека сега ќе ни блок дотира од заемот од Унгарија, 125 евра по глава на жител. И тоа е суштинската работа да сега одиме на уште покрупни проекти за дигање на стандардот, нивото на општина Кавалаци. Значи, ако почнеме да ги читаме, да ги кажуваме од детски игралишта, па до спортски објекти, па до улици, па до атмосферски, па до канализации, верувајте дека ќе им требат 5 часа и нема да постигнеме целата, затоа што јас ќе кажам граѓаните тие кои што најдобро знаат што е сработено во нивните урбани заедници, што е сработено на ниво на град и што треба да се досработи. Сами знаете дека секоја година ги посетуваме урбаните заедници, не бегаме од граѓаните и оваа година и вие бевте сведоци на последни урбани заедници каде што веќе граѓаните се исцрпени од нивните барења и сега одиме на покапитални и суштински проекти за дигање на нивото на град Кавадарци, да биде еден пример, да кажем, за град кој што има повисоко ниво од било кој друг град со број на жители или на територијата на Македонија. Би ги споменал само неколку работи што суштински ги размислуваме и мислам дека ќе бидат од многу големо значење за општина Кавалаци. Тоа е веќе одобрениот проект за обиколницата за Кавалаци од 90-та година. Зборен проект, значи ќе биде Витачево Јукомарец, Дрекстелмајер, Марена, после Марена, значи Марински уши, 14 милиона евра одвоени пари од буџетот на владата. Тука морам да изразам голема благодарност и до премиерот Христијан Мицкоски, до министерот за транспорт и врски што веќе го одобрија тој како проект. Патот од Дисен до Кавалаци кој ќе се асфалтира суштински, изградбата на затворениот базен кој што треба да биде до месец февруари. Конечно, во месец февруари-март ќе тендерираме доградбата на спортната сала. Сведоците на тие 90 години на тие столови позади што стојат, проектот е ревидиран и во тој дел ќе се доградат сала гимнастичка и куглана во другиот дел, а на катот ќе има 8 апартмани за сместување на индивидуални или на спортски екипи. Реконструкција на градскиот базен со 700.000 евра сериозна инвестиција, со топогани, со модернизација, со игротеки, со намалување на длабината непотребна од 5,5-6 метри. Ти олимписки димензии, Да, значи олимписки ќе си ги задржиме, само длабочината ќе се намали да не биде во функција на најмладите. Апсолутно. Картинг зона направени на Дватоша. Ски центарот кој ќе го отвориме на 1.1, ева официјално потврдуваме дека на 1.1 на Михајлово, значи со премиерот, првиот ден од годината ќе го отвориме ски центарот Михајлово. Изградбата на 4 спортски сали кој што е при крај во руловните средини. Изградба на домот за лица со телесна и ментална попреченост. Конечно, месец јануари, прва половина ќе биде тендериран после 30 години
изградба на старечки дом со 75 легла, локацијата ја знаете, до Браќа Голема Джунови потреба споменикот, за градот. голема потреба и одамна неизграден државен или овоќе биде општински старечки дом. Интернатот, односно домот за крстување за дечиња, што ги има во Средно, се реконструира комплетно. Училиштето во топ кондиција, одење на алтернативни горива, на грејење, да се намали загадувањето. Така да сите тие проекти кои што сега ги потенцирав и ги кажав, со тоа што во моментот че се отпочни од Дабниште до Ресава комплетен нов пат со 5,5 метра, 700.000 евра инвестиција, проширување со 2 слоја, влезот на Чемерско, во делот на заливот кај Ресава, Ресавски залив ќе се асфалтира до километар, патот од Хетстиквеш до Брушеви комплетно асфалтирање, тоа не е асфалтиран пат. Кружен тек на самиот влез во Кавадаци, кај што е порталот Добродојде од Кавадаци, Западен булевар од Дросман, да имаме побезбеден сообраќај. Трета лента кај Слога, триаголно решение со кружен тек кај влезот на Дрекстермајер, уште еден кружен тек кај Лидел или кај Лител Америка што се гради молот. Молот не во завршна фаза, да го спомним исто. Тој треба да биде до година, до октомври, ноември, пуштен веќе во употреба, интерес преголем од брендови. Сами сме сведоци, еве Лидел се граде, Shell пумпа се отвори, сега молот што донесе многу брендови. Сето тоа ни дава за право да ние продолжиме во тој правец и ни дава енергија да размислуваме чекор понапред. Значи, на некој начин тоа што изгледаш невозможно, недостижно, успеавме да го ставиме да биде реално. Реалноста сами ја гледате, дека општина Кавадаци забрзано движе напред во позитивна смисла во секој поглед и стационарот кој што треба да се биде отворен до 15 јануари ќе биде ставен во функција, сериозен проект, меѓу ретките општини. Се пролонгираше малку рокот на отворање, имаше причина за... Причината за отварањето се тие 4 месеци изборните, не можевме да донесеме план за вработување, не можевме систематизацијата да пројдеме, не смеевме да вработиме лица и сега се тоа пролонгирање и најмногу не закочи една банална работа, тоа беше тој балансер, нели што уставен го укина и после укинувањето на балансерот на агенцијата, која што е административна агенција и требаше 2 месеци за нов софтвер да направи па да почне да распишува огласи за вработување. Тука малку се задоцни со таа работа, меѓутоа што се почне како што треба. Таму кадрот соодветен стручен веќе избран во делот на ветеринарни лекари и сите други работи, обучен комплетно, сите фази се поминати и ќе стартираме така како што треба да додоликува. Јавното предпријатие за гасификација, наредната година 1 милион евра одвојуваме, почнуваме со гасификацијата, од подстаница па се до инсталација на гасификацијата. 1 милион евра одвојуваме за тоа што според планот и динамиката на изградба ќе бидат доволни за 25-та, тие пари што може да се реализираат, значи тоа ќе биде топлификација со гасификација. Во колективните домовења со 6 стамбени единици има и хотел за топла вода и преку цела година 12 месеци ќе имаме гасификација. Тука не е сериозен проект кај што мислам дека комплетно ќе се намали загадувањето во општина Кавадаци од тој поглед на загревањето, од делот на сообраќајот со заобиколницата и мислам дека ќе го постигнеме и тоа ниво кое што одавна го чекаме да го постигнеме и да имаме поквалитетен живот, поквалитетна урбана средина, меѓутоа и квалитетот и стандардот на жителите да може да го возможиме да биде на повисоко ниво. Од каде скијачки центар Михајлово? Веќе на широко се говори во Македонија дека се бројат деновите до отворањето. Веќе рековте 1 јануари и официјално ќе биде пуштен. Беше ли тешко за кратко време да се направи еден таков мощне, сериозен проект? Веќе во сам финиш самиот проект. Значи, урбанизацијата ја работиме 3,5 години, скоро 4. Самата урбанизација, некаде месец август почнавме со припрема на самата стаза, со копање на акумулација, со подземна инсталација, со сите работи припремни. И еве, денеска веќе може да кажеме комплетно дека сме стигнати за пуштање во употреба на тој скијачки центар. Стаза една прекрасна, со прекрасен поглед, 450 метра должина, ски лифт монтиран,
тепик трака за најмладите, лизгалиште, вртелашки, многу содржини и најбитно ставивме и осветлување кој што кошташе 50.000 евра, нема и ноќно скијање и било како, купена опрема, топови за вечки снег, инсталација комплетна, моторни санки за евакуација, спасување, ратрак за одржување на стазите. Од каде идејата? Идејата е повеќе од 10 години, 12 за ски центарот, лична моја како идеја, меѓутоа еве дојде ден да се реализира и многу е битен моментот што целокупната реализација на тој скијачки центар, кој што до сега кошта 450.000 евра, со се опрема, е комплетна донација. Општината нема никакви средства инвестирано, ниту едно јавно предпријатие. Најголемите донации се од Кожученка и од АД Комерцијална банка Скопје по 150.000 евра и други компании кои се вклучија во делот на кои со машини, кои помагаја со други средства, меѓутоа се стигна до таа сума и пуштање тоа да биде на 1.1.25 година. Скијачот центар ќе биде од големо значење за општина Кавадаци. Тоа е вака, пак ќе кажем, проект кој што после 75 година е прва стаза во Македонија која се гради. Се што е изградено скијачко е пред 75 година и пуштено во употреба. Многу голема обврска, многу сериозна работа и многу напор. Прво непознато за нас, непознато за сите, меѓутоа јас морам тука да се благодарам на неколку луѓе и лица од Македонија, меѓутоа и надвор, кои што ни помогнаа во делот на проектирањето, на поставувањето на стазата, поставувањето на лифтот, укажувањето на повеќе работи, затоа не направиме грешки при самото проектирање и ставање во функција на таа стаза, која што ќе биде и од рекреативно, и од забавно, меѓутоа и од професионален аспект може да се одржуваат повеќе содржини. Значи, набавен е ратрак, набавена е опрема, центарот може непречено да работи, зимската служба ќе има ли капацитет за одржување на патиштата во зимската? Зимската служба е појачена, со тоа што компанијата ја има 2 возила и 1 скип донацијски оставено на самиот центар, во интерес на ски центарот, јавното предпријатие Комуналец исто си имало врска за чистење на тој локален пат и јас гарантирам дека тоа ќе биде во еден најдобар ред и најбезбеден начин и да се стигне, да се рекреира и да се може да се врати. Сега нормално кога имаме обилни врнежи и кога имаме екстремни ниски температури, можеби во некои моменти ќе имаме и потешкоти и во движењето. Меѓутоа ќе се одржава соодветно. Многу битен моментот е тоа што општина Кавадаци не вработи нови луѓе за ски центарот и тука да благодарност и до јавната администрација и до сите јавни предпријатија. Направивме договори кај што имотот сега и фактички самиот ски центар е на општина Кавадаци, даден на користење на ЈП Јасмин и дел од нашите вработени во општина Кавадаци, во паркинзи, во превоз, во дом на култура, во музеи, во ЈП Комуналец, во Јасмин, околу 20 лица си дадоа сами, мисля на наше барење се произнесија и ќе бидат вклучени јануари, февруари и март да функционира скијачкиот центар. Значи, постоечките вработени со постоечки плати, затоа што е намален обемот на работа тука јануари и февруари, ќе се вклучат во скијачкиот центар, во билетара, во изнајмување на ски, во самата жичара, целосно обслужување. Така да нема да имаме тука екстра трошок. И мислам дека тоа прави домачински начин да се искористат и човековите ресурси и да се постигне поголема ефикасност во делот на функционирањето. Кога сме кај зимата и одржувањето на патиштата, ЈП Комуналец успешно се справува со снежните врнежи во селото од Подкожувието, се уште во градот немаме прилика да имаме снег, меѓутоа за разлика од другите делови во Македонија каде што има реакции дека патиштата се непроводни, во овој дел веќе ЈП Комуналец успешно задоволни ли сте од како тоа се одржуваат? Втора година е одржувањето на ЈП Комуналец. Ние како компанија му даваме донацијски на користење бесплатно дополнително прво што недостасува, меѓутоа оваа година ЈП Комуналец набави специјално возило уште едно има, 2 ги зимаат на користење, така да комплетно се опремени. И многу е битно што еланот и желбата ки ЈП Комуналец, ки раководителите, ки директорот постои во раните утренски часови во 3, 4, 5 наутро, да се тргне навремено по селата Подкожувијата, да бидат безбедно и чистени, насолени самите
патишта и тука пак ќе потенцирам без елан, без желба, сето друго расти паѓа во вода, се уште постои тоа во општина Кавадарци, мислам дека ќе го дигаме и тоа ниво и комплетно да се ги завршуваат своите обврски, а до сега мислам дека не промашиле, со исклучок на некакви, пак ќе кажам, поекстремни услови кога и самото нешто мора да копе време. Загадувањето на воздухот е голем проблем не само за Кавадарци, Македонија, ширум светот. Редовно се говори на таа тема, алоцирани се факторите на загадување. Како ќе се справуваме со овој проблем, бидејќи веќе податоците кажуваат дека негативно се одразува врз здравјето на граѓаните? Секој загадување, поготово во менталниот воздух е негативно на здравјето, се акумулира, се таложи на некој начин и сакаме да чистиме почист воздух. Можноста да се рекреираме, да дишиме почист воздух во општина Кавадарци ја имаме. И тоа е на само 2 км, дали е Моклиш, дали е Тиквешко езеро, па сега и ски центарот и се. Меѓутоа, она што го имаме како проблем во градот, со UNDP и со ГОЦД од универзитетот, кој што го работевме и добивме грант од 10 милиона и 10 милиона наша партиципација, кај што го следиме Кавадаречки дол комплетно, да се во цевки акумулира, да се направи паркови одгоре, зеленило, новиот парк е шумарство што се прави, сите булевари, заобиколницата, гасификацијата и редуцирање на јавниот превоз да го имаме што подостапен и фала Богу добро се користи како јавен превоз. Мислам дека ќе треба време. Апсолутно проблемот е. Меѓутоа, ја верувам дека во наредните 3-4 години дека општина Кавадарци од таа работа ќе се куртури и дека ќе има чист воздух и нема да има загадување, поготово од сообраќајот и од оние сите проблеми што ги имаме детектирано во зимните периоди од загревањето, од користењето на санкционираат ли граѓаните кои што несовесно горат отпад во печките? Многу тешка проблематика. Значи ние имаме и служба која што 20 часовна работа, инспекцијска, моја општина, кол центарот, пријави и така натаки. И имаме и дрон на општина Кавадарци кај што имаме одобрение. Го летаат дронот, детектира такви посомнителни ситуации каде што има издувни гасени алармантни, меѓутоа кога ќе појдеш на лице место кај самиот собственик, прво ни нема налог да влеземе дома без судски налог, второ во дворот ако имаме некаква несоодветна дали се тоа дрве несоодветни, дали се чумури или нешто друго, реагираме, меѓутоа многу тешко докажливо и тешко да можеш да приидеш, меѓутоа тука пак ќе дадеме јавен повик и апел да и свеста и совеста на граѓаните ја дигне на повисоко ниво за тоа што со користењето на такви методи, поготово индустријските капацитети, дали се тоа автоливарски сервиси, дали се механички сервиси. Порано знаете дека беше многу повеќе горењето на изгорено масло во делот на самите сервиси. Сега не постои тоа. Ќе дадеме напел да самите себе се штитиме за да имаме почист воздух. Значи не може никој да направи да имаме чист воздух ако ние сами не подигнеме да придонесеме да направиме нешто подобро. Тука зависи рециклирањето исто кое што го планираме заедно со јавното предпријатие комуналес, да дајме поголем аспект. Да се рециклира самиот комунален отпад, хартите да одвоиме, почнавме со посебни кошови, со посебни контейнери, со посебни камиони. Сето тоа да придонесе да направиме една добра урбана средина. Ние све ќе инвестираме или ќе помогнеме за екологијата и со садење на дрвца, и со давање на велосипеди, и со субвенции на инвертери, било што. Меѓутоа, кога нештото хронично го прави некој, мислам дека треба да најдеме начин заеднички да го надминеме, како служби инспекцијски од инспекцијско одделение во општина Кавадарци сме будни, сме на терен и до сега кога сме имале проблеми, мислам дека ги надминавме делумно и мислам дека во таа фаза ќе движиме да ги надминеме заеднички проблеми со граѓаните. Санкциите се веќе крајна фаза кај што некаде некој веќе не комуницира, со сила прави нешто, меѓутоа до сега не сме најделе на такво недоразбирање, да кажеме. Ете, има некој разбирање, можеби некој негаш сгрешил во економски причини и моменти, меѓутоа нема некоја хроника да нема разбирање. Хигиената во градот е на едно
доста високо ниво, тоа е оценка од сите граѓани и посредбите со урбаните местните заедници беше искажано. Како сте задоволни градоначалник од работењето на ЈП Комуналец, кое што во изминатиот период континуирано се модернизира? Луѓето таму на вистина секогаш одговараат на висина на задачата. Задоволни ли сте како прв човек на општината дека имаме едно стабилно јавно комунално предпријатие кое што редовно на терен ги извршува сите надлежности кои што ги има добиено? Ние сме меѓу ретките, можеби единствено јавно предпријатие кои што сите дејности ги има под едно јавно предпријатие. Водовод, канализација, погребални услуги, градски гробишта, зеленило, пометување. Под многу општини тоа е разделено, има 5 директори, 5 јавни предпријатија и така натаму, кај нас е воедно фузирано. И различни сметки доаѓаат. Да, различни сметки, кај нас е воедно фузирано. Работува ЈП Комуналец и од делот на вработените и од делот на менаџментот си ја завршува совесно и навремено. Меѓутоа, многу му дадовме преголемо задачи во делот на реконструкцијата на јавното предпријатие. Јавното предпријатие кај нас има, 4 ровокопачи скипови, 1 багер, 2 балдужера, 5 кипери, малте не личи на градежна компанија. Сето тоа му одзема многу енергија и време за реконструкција на постоечки канализациони мрежи, атмосферски и водоводни линии со километри годишно, негде над 30 километри вкупна реконструкција на водовод, канализација и атмосферска. Тоа ниту било негдеш, ниту па негде постои како такво, се не тендерира, даваат фирми работат, фирми све. Ние покрај тоа што го тендерираме, имаме комплетна и реконструкција од јавно предпријатие Комуналец. Меѓутоа, тоа веќе поднамалува како таква фаза, сега одиме на детектирање на индивидуални проблеми на луѓе да ги решиме. И мислам дека јавното предпријатие Комуналец треба да не биде огледало и огледало за општина Кавадаци. И со право ќе кажам, никогаш не функционирало вака јавно предпријатие и општина фузирани воедно. Сега ќе било на тегења, па не знам, општината е крива, па јавното предпријатие, не. Еднаш неделно си има колегиум на ниво раководители на сектор, дали од јавното предпријатие, дали од општината, се заеднички прават програмите, заеднички се придонесува во цела работа, се става се во систем, се става се во софтвер, кога е реконструирано, кога треба да се реконструира. Знаете, многу проблеми имавме и уште имаме кога ние не знаеме каква линија имаме на одредени места. Од минатово уназад 50 години, 40, 30, 20, не е водено електронска, ниту па никаква евиденција каде минува цевка, па што фит цевката е, па дали е, не знам, азбестна, дали е пластика, па колку е стара, па дали е за реконструкција, не. Сето тоа го кажуваме благодарение на оние луѓе кои се повозрастни и имат искуство и паметот од времето каде што се работело. Сега гледаме се тоа да го сумираме и ставиме во еден софтвер да утре независимо од никој, едноставно да јавното предпријатие и општината знаат точно каде има подземна инсталација, подземен катастар, надземен катастар, староста и дали е за реконструкција или не е за реконструкција. Дали е технички проблем, не е технички проблем. Дали е под гаранција, не е под гаранција. Така да тука мислам дека неприкосновено си функционираме заеднички. Еве сега стигнавме негде 4000 бројала да ставиме дигитални, негде имаме 14.000 бројала, па за 2-3 години да стигнеме да бидат сите дигитални бројала, да бидат читувањето онлайн. И сето тоа дава до модернизација и до помалку трошкови на самото јавно предпријатие. Дел од граѓаните велат високи се сметките за комунални услуги, такви обвинувања се слушаат и од говорница од опозицијата. Реално како гледате вие на таквите обвинувања? Реално, класичен пример имам, јас ќе го потенцирам, ќе го кажам. Пред 3 недели ми се јави во мојот домашна семејна куќа, на првиот кат влага, и мислевме дека е право парното грејење, па радиаторски систем, па испитување се. И кога не дојде белешка за вода, 107 метри кубни вода за еден месец, што невозможно да ја потрошам како вода, затоа што немам ниту двор, ниту ништо, буквално за домашни санитарни основни потреби. Се јави дека е проблем во цевководот во самата инсталација во куќата, имаше дефектна цевка, ја сменивме. Благодарение на тоа што си, мислам и касно реагираме, биче влага и се, сега ми доаѓаше 25 метри до 20 метри кубни. Значи 80 метри кубни вода понирале во мојата семејна куќа
и Требаше време да се појави тоа да се појави. Цената на водата е 29 денари. И тука да не манипулираме, јас тоа еве и до опозицијата. Може да потенцираме да поентираме на многу начин. Секој се бори за нешто подобро. Нема никаков проблем, нема лудба за некој кој сака се докажи, покажи иако поквалитетен. Меѓутоа цената на водата ја регулира регулаторна комисија. Во Струмица е 55, во Валандово 40, кај нас е 29 денари по метар кубен вода. Ако потрошиш 1 метар кубен вода, ќе плати само 29 денари. Во просек едно домаќинство со 4 членова семејство не би требало да троши повеќе од 15 до 20 метри кубни. Тоа се 600 денари вода. Буквално воопшто не е скапа водата и тука да не се залажуваме, да не ги лажиме нашите сограѓани дека ќе намалиме цената, дека ќе биде подобро. Не, напротив. За 5-10 години цената на водата ќе биде многу поскапа. И водата ќе биде се потешко достапна Потешко, видовте какво лето имавме сега, какви суши. Ние мора да се рационализираме во трошењето на водата. Европски стандард е 150 литра по глава на жител. Ние имаме 280 литра во секунда довод на лукар. А сме 38.000 жители и има моменти каде што сме на фул граница на трошење. Според европски стандарди и според стандарди на Европа, ние треба да бидеме 100.000 жители според потрошувачите на вода. што ја троши. Да. Дефектите се миниатурни. Дефекти немаме, ги решаваме. Скада системот веднаш се алармира функционира, да. Сега, износ на комуналниот отпад. Износот на делот на зеленило што се плаќа и сите тие работи по метар квадратен. Со текот на промените, на правењето на регионални депони, правењето на прочистителни станици, правењето на селекција на отпадот. И тоа ќе расте како цена. Не заради Митко, не заради жиловата на Митко, тоа се стандарди, трендови кои што во цел свет буквално функционираат. Една можеби неправда е во цела држава, не е само кај нас како општина. Не плачеме ние по фрлен комунален отпад, плачеме по метар квадратен. И за тој што има 200-300 метри квадратни куќа, плаќа многу повеќе од тој што има 50. Сега можеби тој од 50 метри квадратни да направи повеќе отпад, меѓутоа селекцијата кај нас е колективна, затоа што таков е системот на износ на комуналниот отпад. Со тек на време и со правење на регуларните депонии и со селекцијата на отпадот ќе се плаќа по исфрлен и селектиран отпад. Меѓутоа колективното кај нас се уште е тој систем и пак ќе потенцирам ќе кажам, нека направи некоја анализа, ако има негде во Македонија поевтини цени по метар квадратен на износ на комунален отпад и ако има поевтини цени на метар кубен вода, аргументирано тогаш јас ќе си признам да скапи сме, не знам како не дошол. Сето ова е благодарение на 5 мини хидроцентрали, кои што 5 доградивме пред неполни 2-3 години и носат приход на јавното предпријатие. За информација, во однос на цената на струјата, 5 хидроцентрали носат приход чист меѓу 5 милиона и 7 милиона денари месечно на јавното предпријатие. Ако не беа и тие 5 мини хидроцентрали, сметките ќе беа многу поголеми. Сметките ќе беа уште со 30-40% поскапи на самата вода или на џубрнијата. Така да тоа е еден голем благодет во делот на приходите на јавното предпријатие и би потенцирал, би кажал, дека плативе отидоа многу горе. За жал, девалвацијата на парите, на денарот или на било каков сооднос на потрошувачката е девалвиран. Сами знаете што сте можели да купите за 10.000 денара и сега што може да купите за 10.000 денара. Значи јас ако почнав градоначалник 2017, плативи во комуналец негде во просек беа 21,500. Сега е 33 денара нето просечна плата во самото јавно предпријатие. И пак ќе кажам, не дека тоа многу, тоа е трендот на минимална нето плата која што од една страна го застапуваат како опозиција, од друга страна го критикуваат како трошок. Проблемот е во тоа што двајца сопружници со две нето просечни плати во државата не можат месец со месец да испаднат на Тоа кажува дека платите треба да растат за да ги следат. Штом растат платите, ќе растат и трошковите. Жално е тоа што
премногу увезуваме, немаме домашно производство. Па зарем ние требаше да увезуваме патлиџани, Да, сега крстајци веќе се од Албанија, Турција. Турција и сите тие работи. Меѓутоа тоа е нашето насочување и ментален склоп да Се едноставно откажуваме од земјоделието, се бидејќи откажуваме и некаде- после дојде патлиџанот, не знам, биде евро и пол, 2 евра. и не е тие квалитет што би го Тоа е веќе произведени. друга Сосема тема за друга разговор, тема. меѓутоа цената се укажува света. Освен ЈП Комуналец, работат и нови формирани предпријатија, тоа е градски превоз и паркинг. Две предпријатија за кои што исто така опозицијата ве критикува, меѓутоа во функција се со цел да се добијат квалитетни услуги за граѓаните. Паркирањето веќе не е таков проблем каков што беше во минатото, бидејќи беше хаос да најдеш слободно место за паркирање. А исто така имаме и јавен превоз кој што се повеќе се користи. 16 возила има јавното предпријатие за јавен превоз. 16 нови возила. За 2 години го исплачуваат лизингот, по исплачување на лизингот тоа ќе биде едно од попрефитабилните јавни предпријатија во општо во државата. Се размислували за електрични Се размислува. И за такси, и за делот на јавното. Децата, дечињата од основно и средно образование си ги возиме сами. Квалитетно на време, без да зависиме од оператор било кој. Имате карта за 45 денари за Дреново, за Раје, за Бегниште, за Дабниште, за било каде. За 45 денари во влегувањето во такси е 60 денари. Комерцијалната цена е Значи, далеко поголема. комерцијалната цена е пута 4 пута 5. Имате карта од не знам 180 денари за башовијата, поврат. Мислам тоа се цени субвенционирани од општината. Тоа е благодетот на јавното предпријатие, заштината од самите деца кои што ги возиме, да може да ги пренасочиме средствата за граѓаните да добијат ефтин, квалитетен, навремен, безбеден јавен превоз. Пензионери ги возиме бесплатно. Сето тоа ние го правиме се во интерес на граѓаните. Паркингот. Паркингот не е направен ниту за никаква друга цел, само за средување на градот, за комплетна комуникација во делот на сообраќајот, за безбедноста и за сите други општи потреби што треба граѓаните да ги направат. А зона имаш 30 денари од саат паркирање. Порано возилата беа оставени по цел ден без разлика, има потреба Немаше или нема слободно за потреба. инвалидно место, немаше пешачки слободен, немаше паркинг слободен, имаше на пола коли на Илинденска се продава како да е сајмиште, а не да е на град. И секога се ставија да општа култура, хоризонтална, вертикална сигнализација, кружни текови, одбележување, семафорски нови решенија, нови булевари. Кога стигнавме ние у фаза да бидеме град, како што треба да бидеме во делот на сообраќајот, да и твоето дете и моето или внуче било кој безбедно се движе, има место за инвалиди, има место за пешаци и безбедно можеш да пројде сето тоа. И сега ни критикуваме зошто има паркирање. Зошто се наплачи 30 денари од саат. Не се наплачи, тоа е символична цена за паркирање. Втора зона ни е 20, трета зона е 10 денари од час. При тоа, луѓето кои што живеат во тие зони, 800 денари му е годишно, обезбедени паркинзи со камери, оштетени возила пронајдени веднаш од МВР, безбедноста на највисоко ниво, криминалитетот намален за 17% во општина Кавааци, луѓе бездомници, не би ги нарекол бездомници, него луѓе кои што немаа лични карти, немаа живеалиште во општина Кавааци, не се вичи тука. Те речи мало и чистено, Фантоми веќе нема фантоми. И секога стигаме до на граница, да се пофалиме да кажеме дека нивото на образование, храна за секое дете оброк од прво до пето. Никаде не го нема. Бесплатно. За прводеленче се дава пари, за талентираните деца се дава пари. Се плаќа за делот на менторите на самите наставници. Бесплатен превоз, бесплатно пливачка школа, бесплатно скијање, бесплатен затворен базен че имаме. И не знам што више да не кажам. Имаме сето тоа приточено и во руралните средини. Значи, една енергија позитивна дадена од највисоко до најниско, каде што ние спроведуваме заедно со нашите служби. Тоа не го прави никој за себе. Верувајте дека тие луѓе кои што работат и во општините, и било каде, и во јавниот сектор, дека прво треба да имаш желба да го работиш тоа. И сега кога стигнавме до ниво 17% намален криминалитет,
Делот на сообраќајето. Сообраќајните незгоди намалени за 80% на територијата на општина Кавадаци. Safe City е проект кој што исто така е од помалите општини за прв пат во Кавадарци реализиран. Освен Прва Скопје, општина, да. прва општина општина што ги има Safe City, кога и оди тоа го критикува, кога почнавме да инвестиме камерите, сега вака ќе бидело, така ќе приватноста е бидело, друго. приватноста, рефо, фала Богу да се сте Меѓутоа криминалитетот покажуваат и податоците од СВР Велес дека е Значи, наша задача е имотот на граѓаните да му го заштити. И како општина, и како обара Кавадаци. Дали е тоа движен, недвижен имот. И безбедноста граѓаните да му ја гарантираме. Тоа не е нашата задача како локална самоуправа и како централна власт и било како, ако имаме несигурен и небезбеден град, ние тогаш ќе немаме ниту економија, ќе се развиват други фази на луѓе, со рекетарства, со ликварства и со многу други ситуации, кај што Кавадарци е еден од помирните градови и го постигнаме нивото да се кажеме да, ние имаме Safe City и ние сме Safe град кај што е еден од подобрите во Македонија. следејќи ги настаните веќе се подзаборави на известување за девијантни однесувања, скршена урбана опрема. Многу е намалено. Намалено, не дека не постои, меѓутоа е многу мал бројот споредбено. Секогаш ќе постои, има и повозрасти, и помали луѓе, и помлади, Кои што имаат желба да направат штета. Ете, во даден момент од XX причини направиле нешто, али битно е дека е виден, најден сторител, санкциониран и дека опремата е обештедена. Општина Кавадаци си има осигурување комплетно. Од трето лице сме осигурани, дали тоа не дај Боже откеснување од куќе, повреда на граѓанин околу општината, има некои градежни работи или било што, опремата не е осигурана од пожари, од кршење, така да во тој дел не ги трошиме граѓанските пари, него си имаме осигурување. Капиталните објекти сите се реконструирани и направени. И да не забораваме, имаме него најдобра противпожарна единица во Македонија. Со 30 пожарникари, обучени, со опрема фул, кај што до пред 6 години таму имавме 8 пожарникари и 1 ФАП, толку. Ништо повеќе. Сега имаме за пример кај што во цела Македонија помагаме и надвор во Македонија сме били и во Турција и секаде и не дозволивме оваа година да имаме ни еден посериозен пожар на територијата на општина Кавадаци. А тоа е заради патролирањето, превентивата, ставањето на термални камери на многу локации кај што мислиме дека има ризик од пожар. Имаше ли луѓе кои што сакаат да подметнат? Не можам да потврдам, меѓутоа неколку пожари не беа сумнителни, преточно беа на територија на општина Росман, во делот на Камендол, во делот на тој атар. Кај нас во општина Кавадаци, мислам дека немавме такво подметнување или дека имавме сомне за подметнување на пожар. Тука морам да се благодарам и на нашите сограѓани кои што беа... Значи дека свеста е на високо ниво, меѓутоа и развиженоста на градот и покрај руралните средини инфраструктурата дава за право да граѓаните навремено пријават, а нашите пожарникари и служби навремено излезат на терен. Осветлувањето сега дава исто така придонес во безбедност. Апсолутно, апсолутно. 7 години мој општинар реализиравме една емисија каде што ги слушнавме луѓето кои што се директно на терен со граѓаните. Исто така еден ваш проект со доаѓањето на функцијата градоначалник го имплементиравте, задоволни ли сте од тоа како функционира, со оглед на тоа дека многу диви депонии кои што се детектирани се одстранети, нема веќе појава на нови или има, меѓутоа се действува брзо, се решаваат проблемите, кол центарот исто така работи, граѓаните имаат 24 часа во неделата можност да пријават било каков проблем кој што е од надлежност на општината и јавните предпријатија. Мој општинар е врзан проект со кол центар, со Safe City, со инспекцијска служба комплетен, значи за окружен како сектор. Апсолутно задоволен со чистењето на дивите депонии, не создавање на нови диви депонии. Потребата на граѓаните да ја се гледат со, што викаат возрастиве, со очи, да ја видат, не од канцеларија да кажува, да ги видат проблемите на луѓето и да навремено ги третираме и решиме. Кол центарот е 24/7, бесплатен 13 300 повик, кај што секој еден проблем што е под локално ниво може да го пријавите и да добиете одговор или интервенција во момент. Тоа, не знам, никаде го нема во Македонија, за жал.
па ќе кажам, не сме ние сега само да се фалиме, него стварно е факт тоа што Да, многу што работи кажувам. се иновативни вокаладарци функционираат. Примерно, ако сабота или недела или попладне, јас тоа го кажувам секојдневно на колегиуми секаде, дека општината не е од 8 до 16. Општината е администрација која што работи од 8 до 16, меѓутоа технички, така би го нарекол технички дел, да е тоа мој општинар, дали е кол центар, дали е инспекцијски систем, дали е па комуналец, е 24/7. Бидејќи може и да се случи и невреме. Ако се случи невреме, запушување, канализација, нема да ти кажеме сега у сабота Извинете, попладне, викенд. извините, по викенд, понеделник ќе дојдеме за канализација да отпушим. Тоа не смее да се биде. Сме имале случаи пред 7 години кога тоа било пракса и пример. Да не можеш да најдеш или треба да најдеш пријател или другар некој, да некој раководител па да завршиш било каква работа. Така да сега тоа е надмината работа. Мој општинар за мене е одличен проект, неколку општини пробаа да го имплементираат, меѓутоа не беа доследни на импликациите и не издржаа до крај да Некои го чекори имплементираат. ги прерипале, па... Не ги припаа чекорите, многу ема потрпна работова, секојдневна е, секојдневно укажувањето и треба преголема желба и тим за работа за тоа да го создаде, што ето јас можам да кажам дека општина Каваци се погоди и тимот и луѓето кои што си ја вршат Бидејќи тие работава. луѓе, да бидеме искрени, се соочуваат и со критики, и со Апсолутно, и со основани, критики, и неосновани. со навреди, и со се, меѓутоа они се фокусирани на нивната работа. 200 метри квадратни да подигнеш нова зелена површина. 450 лимени гражи да ги изфрлите надвор од градот да направите депо. И при тоа за секоја една работа, која што треба да се укажете граѓаните, да му се даде алтернатива. Како пример депото, бунарот за вода кој што го имаме спроти депото, да не користите вода да не трошат за прскање, санитарна вода. И сите тие укажувања и колективното домовење сега да имаме колективен, односно стамбен инспектор, затоа што знаете порано го немаш стамбениот инспектор или инспектор за домовење и може тебе од комшијата да ти тече вода. Може Нема да ти каде да прави, се нема јавиш. каде да се јавиш и тоа доаѓа до неподносителство. Тоа ние веќе почнеме да го решаваме со инспектор за домовање, со целиот тим од мој општинар и идуваме на позитивни критики и моменти и решенија за сите работи. Се решаваат и поројниците, исто така доста скапи проекти. Ристо Ѓондев ваташе една од тоа и Диме Чекоров, ми се чини. Диме Чекоров, Ристо Ѓондов и над ромите веднаш таа поројница фајче, пошто знаете и ватше доста е подложна на сливно подрачје. Таму се работи интензивно, сериозни инвестиции, најде околу 16 милиона денари и ќе се реши комплетно тие поројници, пошто веќе неколку пати сум бил чисто на тие поројници, после поројните, невремија и носувањето на чакал, песок, па чистењето, тоа сето се дава трошкови и небезбедно за самите граѓани. Тоа веќе го рачунаме за надмината работа. Меѓутоа и градското централно подрачје и новиот центар што го реконструиравме и ставивме атмосферски канализации и во Возрац, и во Глишич, и во Бел Камен и секаде ние се стекнавме со сериозна подземна атмосферска канализација, каде што веќе поројниците навремено се сливат во атмосферска канализација и не прават порои или нанесување на штети во самиот град, на индивидуални домови или било какво. Меѓутоа сепак зависи од количината на дожд Имате... кој што ќе падне, бидејќи во метрополите светски, кога има силен пороен дожд со... Се си има граница, значи математиките се правени за нормални услови плюс два Нешто пати. друго. Да, али кога имаш тие екстремни услови на врнежи од невреме, не знам, 150 литра по метар квадратен за неколку минути, тука веќе малте нема спас. Граденки со собствени средства се подигаат паркови за најмладите, се инвестира во образованието. Ке се продолжи ли овој тренд и во 2025-та, бидејќи впечатокот е дека секое напуштено капче во урбаните местните заедници веќе прерасна како место за рекреација на најмладите, па и за постарите со оглед на тоа. 24 игралишта, така. 10 игралишта направени во овие 2 години, реконструирани плюс 9, тоа се скоро 31 игралиште, во секоја урбана заедница, во секоја населба, во секое село. Сите школи комплетно реконструирани, добиени соодветни, па до пред 2 години во село Марена, во школото се греа на индивидуално грејење на чуме. Со дрва. Да, сега да имаме парно грејење, централно на струја, на
на пелети, на нафта, така да тоа се веќе надминати работи. Ние работиме на проект да секаде направиме едносменско работење од прво до девето. Со спортски сали во училиштата сите. Спортски сали веќе имаат сите. Плюс ќе градиме нова спортска сала во Ѓорѓе Соколов. Доле уште една спортска сала. До грбата нова спортска сала. Така да мислам дека во делот на спорт и образованието доста посветено. Сега сакам малку да поработиме на подигање и привлекување на повеќе смерови во стручните училишта. Оние смерови што се актуелни и оние смерови кои што се неопходни за пазарот на труд, за да можеме да утриеме кадри соодветни. Да, меѓутоа и да функционираат училиштата, бидејќи треба да се следи она што се бара од бизнес секторот. Ќе си почнеме средно музичко, кој што е од големо значење да не биде таа работа конечно. Ќе биде одобрено. Ќе бидеме прво како диспензирани училиште на преку Скопското, после да се издвоиме. Само без разлика дали ќе биде општинско или државно не ми минува. Талентираните деца да не мораат прво средно да живеат надвор од дома, да може да имаат мотивација, да. Напорно беше тоа да се сработи, пошто мал е бројот на ученици во средно музичко. Во делот на шумарско училиште, знаете, и со делот на фармацијата, во делот на индустријското, во делот на мегатроника, поставувањето на нови смерови, дуалното образование, правењето на услови за подигање на поквалитетно образование, дигитални табли, смарт табли, опрема, купување. Тука мислам дека имаме многу придонесено да може да се постигне нивото на образование да биде што подобро и поицелокупено. Реновирањето на тите школа, кој што спомнав од крови па до фасади, мислам дека самите училишта и инфраструктурно и технички и кадрово дека се спремни и мислам дека и нивните менаџери како директори кои се од колективот си вршат својата функција во интерес на самите деца, на колективот, за да имаме и квалитетно и навремено, меѓутоа и стабилно образование. Ретовно ги координирате сите активности, ги следите сите случувања, меѓутоа и секогаш општината е транспарентна во поглед на се она што се работи и се планира да се работи. Како се стегнува, градоначалниче, да можете да менаџирате со сите активности? Професија си е професија. Професија градоначалник не постои, е функција која што... Да, меѓутоа има успешен и неуспешен градоначалник. Гледате, успешен, неуспешен е многу релативна работа и мислам дека менаџирањето е дел од себе, кој што еден човек може да го има, или може да менаџира, или не може да менаџира. Или го имаш, или го немаш. Или го имаш, или го немаш. Ја дојдов со една многу голема желба, со голема енергија, со посветеност максимална. Не дојдов да се докажам на самиот себе, јас сум докажан лично си претходно и у приватното функционирање, меѓутоа дојдов да биде на ваа функција за да го дигнеме кавалаци на многу повисоки ниво од тоа што беше и успеавме во таа приказка и ќе продолжиме да го дигаме и заслужува Кавадаци да биде на ниво таму кај што му е местово, а тоа место меѓу најдобрите 3 града во Македонија, да кажам. Тоа значи дека Митко Јанчев размислува и за уште еден мандат? Размислувам, да. Размислувам за тоа што во моментот имаме повеќе од 20 проекти кои што ги почнеме суштински и би ги спомнал вака само на кратко. Значи, едносменското образование ми е желба невидена да го направам заради концентрација на деца, родители, било како. Канализацијата во Дабниште и во Ресава комплетно да се заврши. Патот од Ресава до Дабниште да се комплетно заврши. Во делот на Чемерско патот влезот. Хестиквеш Бурш комплетно патот да се направи. Исто градењето на затворениот базен, реконструкција на отворениот базен, градењето на кружните текови што да го направиме, градењето на домот за деца со ментална и физичка попреченост, градењето на домот за стари лица со 75 легла, Тоне Дисан, Кавадаци, патот, граничниот премин, заобиколницата, прочитителна станица после Сопот и Марена, комплетно да се заврши, 3 ленти до Неготина, вклучувајќи тука и делот на заобиколницата, и
подигањето на нивото на градот во делот на се што е она секојдневие, културни манифестации, спортски манифестации, да можеме да го одржиме нивото кој што го поседува. Тоа се проекти кои уште од многу големо значење. Во делот на спортот, исполнав со 300.000 евра ќе влеземе картинг стаза да направиме. Ски Михаело сакам да го видам како ќе функционира ова зима и да кажеме да еве помина 12.000 скијачи оваа сезона или 10.000 дечиња или 9.000. Очекувате да има масовно посета? Апсолутно да. Апсолутно да, затоа што ни блиско, достапно, квалитетно се. Така да, тоа се проекти кои што не можеме да ги занемариме, не би ги оставиле. Нашиот очет за 3 години работење, малте не една книга како да пишеме историјат на Кавалаци за 20 години. Како се развива градот? Како се развива градот и сите тие работи. И ова ќе кажам пак и ќе потенцирам дека не е успех на Митко Јанчев. Митко Јанчев, да, било во тој период и ќе биде градоначалник. Меѓутоа, многу е битно дека Кавалаци како град е препознаен, дигнат на ниво, транспарентен, трета општина по транспарентност, од 57 место, отчетна и не ги делиме граѓаните. Значи, буквално во општина Кавалаци нема поделба на граѓаните на партиски, на политички, на верски, на било која останал. Сите граѓани заслужуваат иsti третман и без разлика дали тој мој може би да е критикувач. Тоа се негово право. Меѓутоа кога ќе дојде до општина Кавалаци, дали во сектор, дали за прием, ќе градоначалник, дали за некаква работа која што треба да се заврши, ние не ги гледаме луѓето со такви очи, ниту па смеат нашите раководители, директори или било кој да растапуваат политички, партиски и ги гледаат работи од друга страна. Не, напротив, сите се дојдени менаџерски со мандат за да ги удоволиме потребите на граѓаните на општина Кавалаци. Ние не сме дојдени да ги удоволиме потребите на поддржувачите на Митко Јанчев или било како. Меѓутоа, за граѓаните на општина Кавалаци јас немам никаква дилема и тука максимално транспарентно, одговорно тврдам дека до ден денеска е сработено се по сите стандарди и секој еден е учинето на секој најсоодветен начин. Мојата компанија фамилиарна за 3 години има 52 милиона денари дадена од донација во општина Кавалаци. И плюс имаме уште 60 милиона денари од други компании кои го стерат примерот. И на моите компании кои се општествено одговорни. Стигнавме да имаме еден концерт односно Тиквишки Гроздобер, најдобар настан во Македонија. Од 0 качипе до најдобар настан. А за разлика од Прилеп, од најдобар настан го изгубија. Го изгубија. Епитетот апсолутно. Значи многу лесно е нешто да се руши. Што викаат стариве, 2 генерации градат, трета да руши, не треба да биде така. Треба да имаме континуитет на движење и ќе го имаме и ќе го загарантираме тој квалитет на движење. Опозицијата таа што треба да се критикува, да си не знам, да се бори за своји подобри цели, меѓутоа не по секоја цена и не спорски е нешто да не го поздрави што го поздравува цела држава и пошироко. Кога сме кај опозицијата, велат дека сме задолжени. Во каква кондиција е општината и како се димензионира буџетот за следната година, веќе на седница на 26-ти... 24-то, мислам. Да, е пред советниците. Четврто кој е буџетот е малку на исти колани, 570 милиона. Основен буџет, презадолженост нема, не постои, не смее да има презадолженост. Значи има закони и регулативи од државата. Тие закон токму Социјалдемократскиот сојуз кога беше на власт го донесе и кажа 3 годишен просек плюс 30% задолженост. Точка. Значи како да се презадолжим? Не смеам, не можам и не сме презадолжени. Имаме оперативен долг, доспеан, недоспеан кој ќе го менаџираме со нашите компании, ама од друга страна се ги имаме на прилив од 5 милиона евра во февруари екстра пари од државата и од премиерот Христијан Мицков се превода на ВМРО-ДПМН. Тие 5 милиона евра ние ќе ги насочиме правилно. Значи, што се случи до година? Значи, до година се случува да имаме буџет од 4 милиона евра, наш собствен буџет за комунална и инфраструктурна изградба, и плюс 5 милиона евра да имаме буџет од државата дониран. Тоа се 8 милиона евра. И со таков буџет
Јас зашто ви реков, напротив, не дека дарната година е изборна или било како, напротив. Значи, ние се континуирано се работи, да. Ние сега ќе имаме предизвик за да дај што повеќе се работи. Насоките на премиерот се многу јасни. Кој ќе си сработи навремено и кој ќе си ги направи проективе, ќе добие и плюс пари. А кој нема да си заврши, ќе му бидат повлечени пари. Затоа што мртви пари и како ви кажа стари, ако парите не ги работиш и стојат, Нема ефект. нема ефект. А кога сме кај проектите, добри сме како општина со оглед на тоа дека секогаш имаме готови проекти кои што сме спремни да ги... Во една ваква констатација на влада, на вакво прашање му кажав дека за 200 милиона евра имаме проекти, може да завршиме тука некаде. Така да не е за шалење, него стварно имаме сериозни проекти. Имаме проекти кои што сакаме да го развиеме и туризмот, да го развиеме и екотуризмот. Правењето на пазар за биопазар во делот на општина Кавадаци, развивање на околу Тиквешко езеро, али тоа ќе ни биде многу голем придонес ако Чебрен и Гаре ќе се направи. Да добиеме кота 0 еднашто на езерото, па да развиеме туризам, да развиеме плажа, да развиеме други туристички моменти. Градење на пат до Полушки има на средовата страна. Не сака секој да патува по вода. Имаме ние тука еден икона од 14 век мислечи, да, кај што немаме достапност со патна инфраструктура. А изградивме многу патишта се истампонираа. Земјоделието го пратиме, мерни станици во земјоделието. Учество наше во делот на руралните средини и на земјоделски полски патишта. Значи немаме сегменти, нема прашање што немаме одговор буквално, така да сето тоа кое што ние денеска го споменуваме тука, граѓаните најдобро треба да го чувствуваат и гледат, и најлошо е ако ние дозволиме да сето ова еден ден, не знам, биде пропадне. Ајде, коцка мраз, се стопи или се претопи во нешто друго, или дојде на пониско. Не смееме. Значи, како што у секое семејство синот се сака да го надмине успехот од таткото, така треба и тука да бидеме со таа позитивна мисла, енергија и да одиме напред. Не мораме многу на брзина, меѓутоа не смееме да стагнираме, па најмалку чекор да се вратиме назад, така да кај мене елан за работа постои, функционира добро и во делот на работењето, меѓутоа и оној страв кој што ги има под самата компанија кога издегов, тамо се функционира добро, со менаџери, со се, значи не сум неопходен, функционират, присутни сме секој ден кај што треба на секој настан. Енергијата која што имаме позитивна, ја мислам дека нема подобра работа и дека не исполнува. Едноставно комуникацијата со луѓе, комуникацијата за нешто јавно добро, комуникација со што не е за твој интерес, него е за општи интерес, мене ми е вредина која што ме исполнува. Значи, не ме троши едноставно. Некои луѓе имаат проблем да комуницират гужви, па ги црпува, па нема страпление или било како. Напротив, кај мене тоа е една позитивна ситуација кај што ми дава уште повеќе плюс за да можам да направам нешто подобро. А и критиката која што не е основана или основана, има и основани критики кај што се коригираме. Критикуваат да, критиките исто така не ми даваат негативна енергија, него ми даваат позитивно. И ја би ги охрабрил во делот на опозицијата уште повеќе критикуваат. Се додека, сум кажал, ме бранат граѓаните, не мене, него нашата работа која па сработи. Она што е направено за Кавадац, си го чуват и си го бранат, кавадрачани, јас немам потреба да се плашам од опозиција или од тоа дека општина Кавадац ќе изгуби нешто кое што го поседува сега. Ке има и организиран дочек на Нова година и оваа година во Кавадарци, градот е веќе украсен во новогодишен амбиент, не се запоставија најмладите новогодишни пакетчиња. Ќе биде ли градоначалникот тука на полноќ честите Нова година? Ќе биде на полноќ. Честитаме на градскиот плоштад, ќе ги посетиме сите служби кои се активни, од полиција, пожарникари, кол центар, општа болница, брза помош, сите што се тука на локални ниво активни во интерес на граѓаните, ќе ги посетиме за нивната несебична работа и ќе честитаме на граѓаните на самиот градски плоштад и на први, значи самиот ден, првата ден во 12 часот ќе се појавиме во Михајлово, каде што официјално ќе пуштиме ски зоната во употреба за граѓаните и ќе потенцирам ќе кажам дека
цените кои ќе ги има во тоа скијање ќе бидат символични. Символични за да може секој граѓанин, плюс ќе е амортизиран превоз од јавното предпријатие со символична цена на карта, символична цена на ски лифт, символична цена на рентање на ски или било што, да може секој граѓанин, без разлика од неговата ситуација и ниво, да го осете и тој благодет кој што го дава природата у делот на скијент. Скијент, знаете, е едно од најскапите спортови. Меѓутоа, ако имаш опрема да изнаемиш ски, чизми, кацига, комплетни за 500 денари, и кога можеш да платиш билет на жичара целодневен за 500 денари и да можеш 8 сата да скијаш за 1000 денари, мислам дека секој може тоа да го како благодет осети, а поготово најмладите научат да скијат, бидат поздрави генерации и социјално заедно се дружат на некој начин. Задоволни ли сте од соработката со владата? Со владата да, задоволен, комуникацијата е на дневна основа, се прават правите потези како што да се направат, како што да се менаџира и функционира. Значи, во делот на проектите, владата има задолжено екипи и од кабинет на премиер и од министерствата, каде што они форсираат во делот на подесување на проекти, ги следат проектите до каде се тендерирањата, до каде реализацијата, затоа што тие пари што државата ги земала по 125 евра ги дава на локалните самоуправи, мора да се реализираат. Ако не се реализираат и стојат на некој начин мртви пари или мртви проекти, тогаш веќе економски ние како држава тониме, а и можеме да направиме, не да Боже, и инфлација, затоа мораме ние да што побрзо реагираме и квалитетно се сработат сите проекти, така да во делот со владата имам перспективна соработка со сите министри, па и со новите се, како што е министар за спорт, да се реконструираат две игралишта, затворени базени се прават, така да мислам дека имаме многу што може да направиме и менаџирањето на една општина е многу значителна ситуација, затоа што сами знаете дека општините се локална власт, локална самоуправа, независни од централната власт, меѓутоа соработката со централната власт и давањето на поддршка на општината на ниво централна власт е многу голема значи. Не бараме не милостие, ниту сум барал во овие 7 години милостие, барам само да препознаат дека работиме, дека имаме правилни проекти и дека проекти се во интерес на граѓаните. Не се во никој друг интерес. Знаете, опозицијата критикуваше кога го чисти Петерече мало, кога урнат 18 димоградби, кога да. И они критикува, ево го Јанчев тука сега си праве место да прави згради. И сега дали да се спеи сам во себе, дали да му кажеш јавно, прво, отворите бе луѓе, има детален урбанистички план. Че го отвориш планот, ќе видиш што е предвидено таму. Никој не може... Предвидено зеленило, предвидено парк. Не, Митко, кој да е таму, не може да гради ништо. Така да буквално, затоа реков има реални, нереални критики и некои кои критики дури доаѓаат како пенали во интерес на другата страна. Затоа јас сум сегаш отворен и верувам и во опозицијата и во тие луѓе дека сакаат да направат општо добро за општина Кавааци, меѓутоа некогаш немајќи идеи или доаѓање до таа фаза на, ајде да не речем игнорирање, него фаза на двуме меѓу едното и другото, се доаѓа у заблуда и се прават такви лапсуси кои што се случуваат, макар што и ние сме направили, и јас сум направил лапсус во многу ситуации, меѓутоа не сме направиле неповратни грешки или стратешки определби. Општина Кавааци е определена да се движи кон ЕУ, определена да се движи кон стандардот на граѓаните да се дигне, 2% невработеност, компаниите да функционираат безпрекорно, да нема политички притисок, ниту на вработени, ниту на менаџери, ниту по политички распределување на функции или било што друго, напротив, квалитетот да си го задржиме и тоа мислам дека е правиот начин за работа. Благодарам што бевте наши гости. Ке следиме се што ќе се работи во 2025. Благодарам. Многу работа не ги спомнавме. Така, во интерес на времето... Да не излезе како сега ќе имаме коментара, не кажа за Конопиште, ништо не кажа за Даб, ништо не кажа за ова. Еве за крај, да. Руралните средини ќе добиваат ли инфраструктура што ја заслужуваат, бидејќи многу села веќе заживуваат?
добиваат, ви спомнам дека Дабништво добива комплетна канализација, Ресва комплетна канализација, Чемерско добива влез и канализација, сите други села комплетни поплучувања, ставање во функција на локални водоводи, ставање во функција на локалните патишта. Таму кај што нема асфалт, гледаме тампонирањето да биде подобрено, да може движење. И примерот дека секој едно село, кој што ги имаме, а имаме доста нископланински села, до ден денеска во секој момент е проводно и кога има и по пола метар снег и по 40 сантиметри по метар, тоа значи дека не е забораено од наша страна и напротив се дава голема димензија и значење на сите тие рурални средини. Општина Кавадарци е општина каде што ја верувам дека можеби малку се семејствата кои што не поседуваат викендица или во некое село куќа и ја користат за викенди или па покрај викендите лозарство или земјоделие или рекреација, така да ние мора да го следиме тоа. Значи основните потреби: водовод, канализација, патна инфраструктура, улично осветлување, ние до секое село тоа го возложуваме и ќе го подигнеме стандардот уште повише. Правењето на водоводот за Моклиште, канализацијата за Моклиште и фекалниот колектор. Тоа комплетно од Моклиште до Кавадарци вече имаме чиста еколошка средина и реката, меѓутоа и самата средина каде што има прилично доста куќи, викендици изградени, да се комплетно тоа акумулира и да биде еколошки чисто и да нема надворешни загадување или влијание. Ангеле, значи, вие сте долго време новинар и јас можам само да ви честитам за вашата работа, која што транспарентно и очито сегаш ја објавувате. Она што јас го мислам за општина Кавадарци, верувам дека многу се согласуваат луѓе со мене и не треба да забораваме како било пред 7 години, меѓутоа не значи па и дека треба цел време да зборуваме како беше. Треба да се работи. Треба да се работи, денеска е вака, дај да направиме утре да биде подобро и да одиме напред за да дигнеме стандардот на нашите граѓани. Благодарам уште еднаш. Благодарам на вас. Митко Јанчев, градоначалник на општина Кавадарци, беше наш и ваш гостин во изминативе минути во емисијата ТВ Објектив. Многу работи спуштивме, бидејќи материјалите кои што ги донесе и градоначалникот изобилуваат со проекти. Нека простат граѓаните доколку нешто пропуштивме, меѓутоа ќе имаме прилика повторно да говориме, бидејќи градоначалникот е секогаш отворен за реализација на вакви емисии. Благодарам за вниманието, имајте убави моменти со нашата програма.